Тука во Крушево го најдовме и еден од основоположниците на манифестацијата Крушево етноград, Ранко Петрович, а кај нас познат како Ранко Буамара. Добар ден, Јанко, во најновото издание на емисијата Инфорегион. Добар ве најдов и во Инфорегион. Голем поздрав од Крушево, една убава атмосфера, температурата е 20 целзиусови степени. Денови пред Илинден, слават, сега ќе почне и музика, се весели народот и така. Чорбаджиите се излезени во чаршијата, се очекува доаѓањето на коњаницата и на комитите, така да едно убаво време е сега. Така. Ова приказна за Крушево етноград како манифестација започна пред 8 години. Како се роди оваа идеја, која што практично вие започнавте? Па мене ми е драго што ова наша идеја успеа да се реализира. Значи, кога дојавме пред 8 години, Крушево беше град кој беше во апатија, во депресија, немаше перспективи како да продолжи понатака. Така да ние од Радио Буамара, од Злата Буамара, нели, со мене на чело, заедно со сите убави и позитивни луѓе од градот Крушево и од цела Македонија, успеавме на некој начин да му даеме импулс, нов импулс на градот, така да ова ново туристичко востание што го нарековме, овие 2-3 години веќе го доживува најубавиот период од востанието, бидејќи победата извојувавме во првите 3-4 години. Сега порано беше град без хотели што работат, нели, со 2-3 вили, со еден или два ресторана кои работеа така, со некои најнормални стандарди. Сега има преку 20 ресторани, туристите може да дојдат да јадат, да пијат, да уживаат, да се веселат. Музиката ечи од сите страни, народот е расположен за да ги прими туристите. Повторно се реактивира и во полн сјај, можам да кажам дека можеби работи најдобро од сите хотели во Македонија, хотелот Монтана Палас, кој е преполн во текот на целото лето. Успешна е приказката со Крушево етноград, но Крушево етноград не беше само една манифестација каде што треба луѓето да се облечат и да го проживеат овој историски времеплов од славното Илинденско востание. Тоа беше импулс за граѓаните и за инвеститорите и за оние кои имале стари напуштени куќи да ги обноват и граѓаните да почувствуваат дека таа носија и тоа славно минато што го има Крушево, од Илинденското востание, од народослободителната борба, од мелодиите на Тоше Проевски, од тој чаршиски муабет може и текако многу добро да направи градот да живее среќно и весело. Така да сега еве Крушево, вие можам да кажам во летниот период и во зимскиот период живее во полна пареа, што се вика. Се движи ли манифестацијата според твојата замисла? Или сепак треба да се смени нешто? Видете, ја оставив последниве 5 години нашата организација, граѓаните од Крушево да ја почувствуваат сами силата и одговорноста дека не треба никој више да им кажува ништо. Носиите се направени. Кога дојдовме во 2006 година, немаше ни една комитска носија во Крушево, а сега има преку 300 носи само во куќите, нели, што излегаат. Порано немаше носија која можеа луѓето да ја купат, зашто многу мина од туристите сака да си купат комитска носија кога доаѓа во Крушево, зашто многу е поавтентично да купиш комитска носија од Крушево него било каде. Така да и тие, и не знам, околу 400-500 носи луѓето и жените што има направено ги продаваат и уште се продаваат или ги распродале више. Улиците се обновени, има во исто време еден голем импулс кај угостителите, сите се веќе спремни да ги пречекаат гостите на многу професионален начин. Цените веќе не се толку ефтини, што се вика, него се реални. Може да почувствуваат луѓето дека во чаршијата има музички бендови, секој втор ден на плоштадот ги има најголемите музички звезди од Македонија, еве предвадена беа Наум Петревски, па Миле Кузмановски, Љубојна, пред некој ден може да го видат, нели, минатата година и Владко Стефановски во Крушево, Раде Шербеџија има дојдено, значи сите други, значи ако сакате да почувствувате убава атмосфера на едно планинско место за време на летниот период, тоа ќе го доживеете во Крушево. И тоа е делот од манифестацијата Крушево етноград. Значи манифестацијата беше да им покаже на луѓето дека кога ќе облечат униформата на комити, на чорбаџи, на турски аскери така, одеднаш луѓето стануваат сосема поинакви, нели? И комитите се интересни, и чорбаџиите стануваат интересни, и турскиот аскер. Секој си доби своја улога и тоа го разви духот на Крушево. За секоја манифестација потребни се пари, што е нормално. Освен што треба да вложува и државата, сепак во целата приказна треба да се пронајде и самиот бизнис сектор. Колку бизнис секторот ја препозна таа приказна за Крушево етноград? Видете, ние одевме растеретено, бидејќи оваа голема идеја немаше да се реализира ако правевме калкулации ние како Радио Буамара, се дадовме максимално и нашата невладина, нели, организација. Првата година имаше
приход со тоа што имаше потреба да се направат носи, опинци, да се обнови културно-уметничкото друштво, имавме помош и од УНЕСКО. Од таа страна, значи, првите 2 години имаше поголеми инвестиции. Сега оваа манифестација, парите што ги одвојува Министерството за култура се само 60.000 денари. Значи 60.000 денари, но затоа профитот кај сите вклучени во приказката, значи од вилите се преполни, рестораните се преполни, многу е полесно да држите ресторан, вила или било која друга активност што е поврзана со спорт во Крушево, бидејќи трошоците се 4 пати помали него во Скопје. Тука киријата е 100 евра, во Скопје 2000 евра. Тука гости се вртат по 10 пати, една маса може да се сврти во текот на една смена, а во Скопје максимално еднаш до 2 пати може да се сврти таа маса. Тука платите се 15.000 денари, во Скопје мора да е барем, не знам, 20.000 денари за угостители, за таа. Тука сите знаат да готват и сите се спортисти, во Скопје е многу потешко да најдеш некој кувар. Значи сакам да кажем дека целата инфраструктура и тоа што се направи беше за да се потикнат луѓето дека многу лесно и квалитетно да живеат во Крушево, од кога ќе си отворат сами свој бизнес или кога ќе ги поддржат сите наши идеи и активности. Значи порано имаше вили каде што немаше, да кажеме, топла вода, ладна вода, не беа категоризирани, немаше правилни јоги и слично. Ние тоа успеавме да направиме. Сега во Крушево имате приватен смештај околу 1000 легла, а хотел Монтана работи под полна пареја со висок квалитет, а многу пристапни цени. Сега, да кажеме, цел јуни месец се одржуваше светско првенство во змајарство, во параглајдерство. Секоја година доаѓаат гости од Франција, од Италија, од Германија, кои изучуваат македонски ора и песни. Тоа се, да кажеме, ако не преку 10-12.000 ноќевања. Да сме правиле било каква калкулација предходно, некаде ова ќе кексирало. Ова се прави со чист мерак, нели, и успеа таа работа. Вклучили повторно во организација на некој ваков или сличен тип на манифестација? Видете, овие 3-4 години ние доаѓаме, нели, као почесни гости на Крушево, на градот. Слично и ја посебно. Овие 2 години го развивам моментот околу маунтбајкот и околу возењето точаци околу Крушево и во регионот на Прилепско, Крушевско, Дебихарскиот регион. Тоа многу успешно е и сега сме посветени на тоа, бидејќи све друго е комплетно успешно. Затоа ги повикувам сите кои сака да дојдат да поминат 2-3 дена на планина, слободно можат во Крушево да дојдат, да уживаат. Во јуни месец имаат можност да јадат сливи, да кажеме, ете една страна од вакво. Во јули месец е бербата на малини, а во август месец, при крајот август месец е бербата на диви капини и диви малини, што е посебно вакво. Затоа кој има точаци и што има кондиција, нека дојде со точак, кој нема, може да дојде со кола, па секоја прошетка во Крушевската корија е важна. Многу е важно за нас, сакам да нагласам дека неколку пати истакнав некои пораки што беа важни за нас, нели, а што од кои ќе се кажат од Крушево добиваат уште поголем значај. Значи минатата година направивме акцијата Стоп за сечење на шумите, бидејќи тоа што го гледавме во Македонија и околу Битолскиот, Крушевскиот регион беше страшно. Значи толку многу голема шума да се сече, а да не може тоа да се санкционира, беше страшно. Мислам дека нашата акција потикна некоја совест кај некого, а во иднина гледаме да потикне и голема законска регулатива, каде што ќе се забрани сечење, соголување на шумите во Демир Хисар и во Крушево, така да покрај ова што добива и туристичка, и историска, и духовна терапија кај граѓаните, мора да знаеме дека треба да добиеме и таа еколошка борба да направиме, бидејќи борбата доколку сега би се бореле и турци, би се случило Илинденското востание, тоа би било еколошко Илинденско востание. Тоа се случува на многу места во Македонија, обично во урбаните зони каде што се градат згради, регуларно со цела регулатива насадени згради, но тоа не е етички, а не е ни еколошки, а не е ни човечки. Да се градат згради во зелени паркови каде што имало дрва или било предвидено за зелен парк. Така да овој наш еколошки манифест од минатата година останува. Оваа година сакам да порачам дека било што и да се случи во државата, треба да се остане смирен, разумен, борбата да си продолжи за подобро утре, но исто време да се знае што е добро, што е лошо. Секогаш доброто победувало. Дали за година, 2, 3, дали после востанието, дали све готово. Овие се убави денови за Крушево, убави денови околу Илинденското празнување на Крушево, така да било кај да сте, среќен празник и се најубаво.
Вие сте креатори на уште на многу популарна, односно најпопуларната манифестација во Македонија, тоа е Златна Буамара. Дали веќе се прават некои подготовки за наредната? Оваа година славиме голем јубилеј, 20 години Златна Буамара. Многу сме горди на таа приказка, исто како што е за Крушево етноград, бидејќи Крушево етноград ни беше една приказка како можеме ние да обновиме и да заживееме еден град и да кажеме 10.000 туристи што ќе доаѓаат во годината да бидат срекни и 5.000 граѓани жители да живеат посрекно во најважното историско место во градот. Сме имали многу еколошки акции за собирање пластичен отпад, за ставање течен сапун во секој училиште како Златна Буамара, но мислам дека најинтересно е за луѓето покрај тоа целогодишно действување, а дека Златна Буамара е интересна и се очекува многу. Ние спремаме преку целата година. Имам неколку сценарија за оваа година, бидејќи е јубилеј 20 години од Златна Буамара. Ќе уживаат луѓето, здравје Боже, само ни треба повише песна, повеќе добра мисла, повеќе квалитетни луѓе што не смееме да ги изгубиме од нашата држава, бидејќи уметници се раѓаат и се чуваат, а обично публиката треба и нашава публика ги поддржува максимално, со тоа и Златна Буамара и Радио Буамара. Многу голема чест е да имате радиостаница, една од 1500 радиостаници, да се потрудиме да го имате и најгледаниот телевизиски термин, нели, во Македонија. Може да ни откриете еве нешто што може да не очекува за тоа јубилејно дводецениско постоење? Па ќе гледаме како и секоја, зависи од политичката ситуација каква е, ние гледаме да ја третираме сатирата на многу културен, фин начин, значи тоа да биде сатира која ќе биде здрава сатира. Не сакаме да премине границата на лошо однесување, бидејќи кога гледаме секој ден на телевизија лошо однесување од една и од друга страна, од јавни личности, од политички личности и слично, некултурно однесување, и се што може понатака се каже лошо во тој дел, нели, да се гледа, ние гледаме да бидеме на некој начин совест во општеството, на весел, убав, сатиричен начин да го представиме тоа. Значи практично политичарите се вашата најголема инспирација. Па они се инспирација, но за жал веќе ни го крадоа занаетот што се вика, бидејќи сатирата е момент кога правиш нешто од реално над реално. Да испадне, ние сме будали, ама ние како глумци, како уметници, како слично да го направиме тоа да изгледа надреално и слично. Кога тоа го прави политичар што веќе има невидена моќ, може да потпише законски решенија, има војска, има армија, има се и се што, нели? Или е веќе како политичка личност го сваќаат многу сериозно и кога го прави тоа надреално, тоаш веќе на нас ни го краде занаетот. Затоа некоја Буамара изгледа многу смешна, нас не одговара кога е некој политичар премногу моќен, зашто тогаш може да се прави забава на секаков начин, но за жал кога едната страна е климава или другата, или е општеството малце со некој заболено, со некоја мала настинка, поголема настинка, тешко заболување, тогаш премногу внимаваме и гледам ја барем да го задржиме добриот вкус кај гледачите и нашиот добар вкус и да задржиме некое пристојно ниво на хумор. Нели? Што не е тешко, ние се забавуваме добро, мислам дека граѓаните оваа година ќе бидат презадоволни од Златна Буамара. Зад нас стојат најголемите компании на овакво. Немаме никаков проблем со тоа што луѓе се исплашени, леле, пазете што зборите слично, тоа напротив. За нас се јавил никој на телефонот, чеке полека, што правиш? Пред 15 години, но тоа се само обични политички или јавни минијатури. Една господја што нема потреба ни да ја кажувам, нели? Слично, ама тоа беше, она после тоа се извини, сега е добра пријателка наша, нели, да се гледа, од што не сватила што е, зашто има разлика што е Златна Буамара, што е пресконференција на партија, што е музичка забавна емисија и така натака. Нашево е поголемо од се тоа. Значи, еден познат режисер, да не го именувам, нели, од Србија, каже ова што го гледавме, вика, е како да гледате филм во живо. Најпознатите личности од ЮЕ страдата и од Македонија на едно место, а вие не верувате што е точно што е ова. А најголема чест за секој политичар е и за нас како граѓани и како општество е политичарот за кој се однесува хуморот да биде во публика. Тоа е дел од неговите широки погледи и убаво и големо размислување, знаете. Имаме такви широки луѓе кај нас. Многу пати ни се случило, в принцип и политичарите се наши поддржувачи од смисол на тоа, потребна е таква манифестација, тоа се прави културно, пристојно, тоа е заштитен знак Златна Буамара на Македонија и тоа треба да се одржи. Не сме имале проблем. Ние во принцип не ни бараме пари од државата, не сме субвенционираме, дури и плаќаме и данок. Ние сме као Златна Буамара ставени под ставката кичи шунт. Со 18% ДДВ сме за секоја
карта и така натака, што нас ни е исто така големо задоволство, бидејќи некојаш вреди да платиш многу поише и да не добиеш субвенции, а да го правиш тоа што го сакаш. Затоа и Бубамара голема. Благодарам на разговорот. Се надевам дека и гледачите на Инфорегион уживаа во разговорот со Ранко Петровиќ Бубамара.